Добар ден, добро вечер, почитувани гледачи. Денеска е 1 април, понеделник. Јас сум Саша Арнавски, вашиот редовен понеделнички водител на отвореното студио 1 на 1 ТВ. Се разбира, можевме овој ден да го започнеме и со шега, меѓутоа тоа ми изгледа толку излитено, тоа сите го прават, та затоа не сакав да ви правам никакви подбивања уште на почетокот на програмава, но сакам да ви најавам дека во наредните 20 на 25 минути ќе имаме можност да се поврзаме со сите три места каде што во Македонија од денеска стартуваат предизборните митинзи. Значи ќе одиме во Охрид, ќе одиме до Чаир во Скопје, ќе одиме во Прилеп, каде што настапуваат сегдека тројцата претседателски кандидати. Потоа ќе го имаме едно, да кажем, скратено издание на централниот дневник на 1 ТВ, бидејќи ќе почнеме во 20 часот, а негде ќе привршиме кон 20:30, а од 20:30 натаму се негде до 23 часот ќе бидеме во директен пренос од гала прославата на првиот роденден на 1 ТВ, кој ќе имате можност да го следите од Македонската филхармонија од центарот на Скопје, каде што ќе има еден свечен концерт со неколкумина на вистина изведувачи од македонската естрада, од онаа баш вистинска прва лига од таа естрада. Но пред да ја започнеме оваа програма со она што ви го најавив, прво ќе го поберам колегата Веле Митановски, кој би требало да го имам на телефонска линија во Охрид. Веле, дали ме слушаш? Јас се јавам од Скопје, од една прекрасна рана пролетна вечер во Скопје. Се имаме веќе, Сашо. Добро вечер, добар ден. Какво е времето во Охрид? Какво е времето во Охрид овде? Прекрасно, така е. Илија да е. Така и треба за почетокот на претседателската кампања. Веле, ВМРО ДПМН своите претседателски кандидатури ги традиционално ги стартува до Охрид. Кампањи. Своите така е кампањите. И оваа година тоа не е исклучот. Охрид е почетокот на кампањата. Да. Каква е атмосферата во Охрид? Се спрема ли бина? Има ли народ? Што се случува? Бина има од Сабалина, јас прошетав. Имаше активности денеска доста на првиот ден, но не се чувствува она што е карактеристично во смисла на полни улици, автобуси и така натаму. Тука малку е порелаксирано во тој дел. Да не е прерано, да не додека ние разговараме во меѓувреме да не се паркираат автобусите. Митингот ако не се лажам почнува негде околу 20 часот, нели? Така е. Вие имате паралелни избори. Сашо, порано многу баѓале преку цел ден си правеа прошетка, нели? Па да, убаво е. Така е, убаво е да се биде во Охрид во секој ден од неделата. Вие имате и паралелно и локални избори, бидејќи ќе бирате и градоначалник. Има ли околу тоа некаква возбуда во Прилеп? Има ли околу тоа возбуда во Охрид? Почнаа денеска двајцата, всушност тројцата. Мислам така, доста лежерно, пристојно и така, без таква посебна возбуденост. Па може би веле тоа е ред, мислам, бидејќи сме навикнале секогаш изборите да бидат со некаква не знам каква возбуда, за на крајот сепак тоа да се сведе на гласање. Мислам дека оваа година ќе биде и фер, и демократски, и опуштено. Луѓето веќе се навикнаа, а и кандидатите нема да го дозволат тоа. Мислам, тројцата универзитетски професори и охриѓаните исто така се двајцата лекари, афирмирани, и за нив не е добро, а и за нивното членство да... Цел град ќе ги избори. Да. Јас очекувам фер и мирни избори. Денеска се прошетали Гордана Силјановска низ Охрид, макар малку да фати од тоа убаво сонце? Гордана е наша охриѓанка, таа се појави од пред својата родна куќа и тука ја даде првата изјава и фактички може да се каже дека официјалниот почеток од својот дом во Охрид. Таа е тука родена, тука се школуваше. Охриѓани добро ја познаваат? Па, не би рекол толку дека ја познаваат како сограѓанка, но ја познаваат, јас лично ја познавам, сме биле и блиски. Во една прилика се најдовме и на едно летување во Грција и така натаму, но сепак ја знаат како професор, како човек кој што е познат во јавноста, јавна личност. Веле, јас ви пожелувам убав митинг вечерва во Охрид, убав старт на кампањата на ВМРО ДПМН со својата кандидатка Гордана Силјановска-Давкова, па се надам дека во текот на наредните 2-3 недели ќе се слушаме повремено за да видиме таму кога доаѓа СДСМ, како е најавата за СДСМ.
Па не знам, ми се чини пред 20 некаде. Така. Инаку ова вие што почнавте на стартот, може би е добро да подсетиме зошто е традиционално во Охрид. Така е. Почнуваат митинзите, бидејќи јас сум ги следел сите од независноста наваму. Првиот митинг се држеше кај стариот чинар, на малиот плоштад. Тогаш Драган Богдановски го држеше и се сеќавам на една негова реченица дека ќе победат со кренатиот меч на Самуил. И на вистина победија. Така е. Вториот круг. Да. Веле, благодарам за ова вклучување од Охрид, се слушаме повторно во првата наредна прилика. Секако, поздрав до нашите гледачи. Пријатно, благодарам. А ние, мислам дека имаме колешката Весна Велковска, која што се наоѓа, така е Весна, те гледам, би требало да си во Чаер. Докаде се таму подготовките за митингот или може би е веќе почнат? Да, Ордановски, во секој момент овде од плоштадот Скендербек треба да започне митингот на Алијансата за албанците и Блерим Бека како подржувачи на нивниот претседателски кандидат Блерим Река. Во секој случај Блерим Река своите 20 дена изборна кампања ќе ги води под мотото Река за Републиката. Овде со мене гостин во студиото на Еден ТВ е Рамадан Реджепи, шеф на изборниот штаб на Блерим Река. Со него малку повеќе ќе разговарам за пораките и што значи мотото на изборната кампања на претседателскиот кандидат на професорот Блерим Река. Добро вечер. Добро вечер, фала за поканата. Накратко, Река настапува под мотото Река за Републиката. Што значи тоа? Тоа значи, нашите пораки се многу јасни и многу едноставни. Река за Републиката значи се бориме сите за една република, една држава, за сите етницитети, не само за некои индивиди, бараме еднакво права за сите. Тоа е нашата порака главна од мотото Река за Републиката. 20 дена кампања, што све претседателскиот кандидат ќе им порача на сите оние што ќе дојдат да го видат и да го слушнат од митинзите и од средбите со граѓаните? Секако, да. Нашата порака се базира на неколку основни работи кои што ние сметаме дека треба да се подобрат, дека не се воред во државата. Секако како прва порака е една држава за сите. Бараме европска македонска, бараме Македонија која што е веќе во процес на интеграција, на евроатлантска интеграција, бараме Македонија каде што владее правото, а не само неколку индивида. Ние го гледаме тоа голем проблем дека младите се повеќе и повеќе се иселуваат од Македонија, иако тоа многу малку се зборува на телевизии и од политичари и од сите, но ние го гледаме тоа како вистински голем проблем и тоа се горе-доле нашите пораки кон граѓаните. Митингот се уште не е започнат. Како ќе тече? Ќе се обраќаат ли лидерите кои го поддржуваат, лидерите на партиите кои го поддржуваат Река? Митингот е на самиот почеток, очекуваме да почне митингот. Тука се и претседателите на опозицијските партии. Прв ке збори редоследот е ваков, прв ке збори претседателот на движењето Беса Билал Касами, втор ке збори претседателот на Алијансата на албанците Зијадин Селја и како трет и како најважен нашиот кандидат за претседател Блерим Река. Ви благодарам на разговорот, господин Реджепи. Весна, додека си таму... Од овде, од плоштадот... Сакам да прашам дали знаеме во кои се градови ќе настапуваат со своји митинзи овој карван претседателски на господинот Река? Така, но гостинот, бидејќи е во самиот штаб на целата оваа организација, Ордановски си отиде, значи знам дека пред малку од разговорот со него, дека завршниот митинг ќе им биде на 18 април во Тетово. Најверојатно ќе ги посетат сите оние западни градови и села и населени помали места, бидејќи нели таму во тој реон е нивното гласачко тело. Има ли многу народ на плоштадот Скендербек? Па има, Ордановски, потполнете плоштадот Скендербек. Еве гледам околу мене доаѓаат уште, претежно овде се присутни помладата популација,
Така да, еве, гледам дека се уште пристигнуваат. Се, како што реков, не е започнат митингот, иако беше закажан за 19 часот. Веста, само ще да те прашам, Веле Митановскиот Охрид ми вели дека тој не забележал многу автобуси дека денеска се донесени во Охрид со, да кажам, митингаши од други градови, партиски поддржувачи и така натаму. Има ли таму автобуси можеби од цела Македонија? Ордановски не гледам автобуси, барем не одовде на оваа улица покрај плоштадот Скендербек, нели, кој што води од трговскиот центар Мавровка на кај владата, тука не гледам автобуси, а не видов автобуси ниту булеварот кој води од Сокон центарот. Така да претседателскиот кандидат, поддржан од Алијансата и ПЕС-а, најверојатно нема донесено нели граѓани од други места за негова поддршка. Добро, Весна, ако е тоа се, јас ти благодарам. Да. Јас и благодарам на колечката Весна Велковска, која што се јави од плоштадот Скендербек од центарот на Скопје. Еве, гледаме дека некако мирно започнуваат овие први кандидатски, председателски митинзи со кои што се најавува оваа наредните 2-3 недели, оваа цела кампања која ќе се одвива за председателските избори. А сега би забавила од режија доколку ја имаме Климентина Георгиевска која е во Прилеп, дали можем со неја да се чуе? Климентина, добро вечер, дали се слушаме? Добро вечер, Ордановски, се слушаме. Добро вечер на сите гледачи на 1 ТВ. Добро вечер, благодарам. Какво е времето во Прилеп, овдека денеска е многу убав ден, таму? Да, и тука исто. Значи вистинско предвечерие за митингашење. Кога започнува митингот на коалицијата предводена од СДСМ со господин Стево Пендаровски? Во колку часот е закажан? Митингот на водеачката коалиција СДСМ и ДУИ на Стево Пендаровски стартува во 20:30 часот на плоштадот Методи Андановченто во Прилеп. Имаме ли некакви информации што ќе биде програмата? Веројатно ќе се обратат и кандидатот. Ќе се обратат лидерите на партиите, можеби? Значи се чека почетокот на трибината, ќе говори, како што кажавте, премиерот и лидер на СДСМ Зоран Заев, но и граѓани кои што во ликот на Пендаровски го препознаваат идниот председател на државата. А се предвидува ли некаква музика од тоа? Таму сепак треба да има и забава за народ. Да, после почетокот на трибината би требало да има и музички настап. Добро, Климентина, јас колку што знам, тие денеска дојдоа од Крушево, ако не се лажам, бидејќи таму има претходно заправо еден собир на кој што предпоставам дека и Пендаровски се обраќаш. Да. На председателскиот кандидат Пендаровски оствари средби со граѓаните на Крушево, каде што се разговараше за иднината, за предизвиците и за европските перспективи. Пендаровски пред крушевчани порача дека ова е наша држава, дека оваа наша држава испишува и живее своја, но и регионална, европска и светска историја. Државата тргна напред, препознаена и признаена како равноправен партнер во светот, изјави Пендаровски. Како и на својата... Да, повели. Сакам да кажам дека и на својата Facebook страница Пендаровски порача дека Македонија како просперитетно, демократско и интегрирано општество е негова цел и дека за време на кампањата тој ќе се потруди да стигне секаде, до секој граѓанин, до секој село и град, за да ја објаснат нивната политика, нивната стратегија, нивната визија за иднината на земјата. Заедно напред, што буквално би значило дека Македонија не смее да си дозволи луксус да оди назад или не дај Боже да следи политички концепции кои ќе ја блокираат или изолираат од регионот и од светот, што за жал беше со години назад. Климентина, каква е атмосферата во Прилеп? Имаше ли денеска време да прошеташ можеби по некој од тамошните партиски штабови и така натаму? Се чувствува ли некаква можеби политичка напнатост кај граѓаните? Сепак почнува председателска кампања или е сепак се прилично мирно? Напротив, од партиските изборни штабови очекуваат оваа изборна кампања да се одвива во демократска и во фер атмосфера, да протече мирно и без инциденти. Според Миле Талевски, председателот на изборниот штаб на општинската организација, СДСМ во Прилеп ќе води отворена, транспарентна изборна кампања и со вклученост на сите граѓани. Или како што вели Талевски, особена чест и задоволство е што кампањата на председателскиот кандидат Стево Пендаровски почнува од Прилеп. Зад кандидатурата на Пендаровски застанаа партии, здруженија и граѓани од сите етнички заедници во државата. Кандидатот на СДСМ и владеачката коалиција ќе биде председател на сите граѓани,
без разлика на нивната етничка, партиска, верска или каква било друга припадност. Тој ќе биде председател кој работи согласно со своите ингеренции, а почитувајќи го уставот и законите, во интерес на државата, тесно соработувајќи со собранието и владата на Република Северна Македонија. Од партискиот изборен штаб на ВМРО-ДПМНЕ во Прилеп исто така очекуваат демократска, фер и честна кампања. Координаторот на општинскиот комитет и председател на изборниот штаб Петар Ицевски очекува дека ќе има кампања без притисоци, без закани и подкуп на гласови, што според него било практика за локалните избори и референдумот, и дека ќе се задржи достоинството, што би значило демонстрирање на повисок степен на политичка култура. Коментина ги прашав нашите репортери во Охрид и колегите и од Скопје и така, па сега сакам и тебе да те прашам, има ли носење со автобуси, може би си забележала, јас не знам од каде ни се јавуваш, дали си во близина на централниот плоштад во Прилеп, има ли носење на, да кажем, партиско членство на навивачи така натаму со автобуси од други места во Македонија? Или сепак ќе биде потпрено на да кажем, на прилепска публика? Не забележав автобуси, немам таква информација. Од штабот изјавија дека очекуваат повеќе илјади граѓани од Прилеп, дека ќе присуствуваат на трибината. Има ли некакви изборни материјали кои што се делат по додуше денеска е прв ден, така што веројатно ако се почнало денеска, но се одиле од куќа на куќа, биќе гледам дека и двајцата кандидати главни на опозицијата и на власта, Блер им река, не знам дали планираат да настапи во Прилеп, но гледам дека и двајцата инсистираат на тоа дека кампањата ќе биде директна, дека ќе се оди во средби со граѓани и така натаму. Се чувствува ли таква некаква раздвиженост? Се чувствува раздвиженост, низ домовите ни се уште не се делат флаери, но според најавите, значи кога публиката ќе пристигне на трибината, би требало да им се поделат флаери и програма. Добро, Клементина Георгиевска, ти благодарам за јавањето од Прилеп. Се надевам дека и овој пат нема да има само флаери и програма, може би ќе има и некоја запалка, едно време и локуми и кафе се делеа, никогаш не е сигурно како се ќе поминеме, нешто ќе ставиме по разноразни резерви за да ни се најде за зли времиња и оваа кампања ќе ја преживееме и на крајот сепак се надеваме дека ќе победи подобриот. И двајцата кандидати главни, значи и Пендаровски и Гордана Силјановска инсистираат дека влегуваат со респект кон другите кандидати. Блер им река тоа го најави уште пред да почне оваа официјална кампања. Сите се залагаат за толерантност, сите се залагаат за коректност, да нема лични навреди, да нема влегување во тој вид на клинчови кои што за македонската политичка сцена и не се сосема непознати и дека ќе се трудат да говорат за проблеми и за прашања кои што ги мачат граѓаните. Гледаме две дистинктивни, барем овие две кампањи, гледаме две дистинктивни различни кампањи. Мислам дека ова што ја води опозицијата е кампања во која што се напаѓаат успесите на владата и повеќе гледам Гордана Силјановска дека уште денеска почна да го употребува зборот за евизам и така натаму. Значи тоа ќе биде сепак еден фронтален напад врз сето она што го представува власта во изминатите година и пол колку што се на власт. Повеќе од колку што ќе биде веројатно некаква кампања за председателските цели амбиции на нивната кандидатка. Од друга страна, Пендаровски трга во една позитивна кампања каде што дури слоганот ми се чини малку здодевен, меѓутоа е веројатно опис на она што сака да го прават. Слоганот му е заедно напред. Така што тие ќе се обидат да гледаат напред, ќе се обидат да кажем да капитализираат на големите меѓународни потези кои што ги направила влада за кратко време, за приемот во членството во НАТО, за напредокот во интеграцијата во Европската Унија. Веројатно тие ќе избегнуваат теми кои што се дневно политичко и кои што се врзани со владењето на сегашната власт. Од друга страна, Блер им река трга со една програмска кампања во која што ќе се обиде да направи рецензија за политичкиот систем во Македонија, бидејќи тој се залага за воведување на вистинска република во Македонија, значи едно устројство, еден систем кој ние инаку го имаме, се разбира во уставот, но за кој што тој тврди дека не функционира доволно рамномерно, дека во него не се чувствуваат сите подеднакво како што би морало, како да бидат, се разбира, граѓани со гарантиран еднаков статус како што тоа им го дава и уставот на државата и дека е крајно време да сите граѓани во Македонија застанат зад Блер им река, кои што ќе се обиде да промивираат токму овој вид на
редефиниција во една позитивна насока на македонската политичка реалност. Јас само се надевам дека изборните штабови на трите кампањи, но особено говорам за власта и за опозицијата, тоа значи за Гордана Силјановска и за Пендаровски, ќе бидат покоректни отколку што се партиските штабови на овие две групации, бидејќи сведоци сме дека секој ден течат расправи на сите страни, обвинувања и тоа понекогаш на ниво кое што мислам дека не го заслужуваме и дека сега е вистинско време тоа ниво да се подкачи, да се подкрене и да тргнеме во една коректна кампања која што ќе не однесе во голема излезност на 21 април на првиот круг, а дека таа излезност потоа ќе се повтори и во вториот круг, бидејќи знаете дека сите шпекулации се на дело, дека ќе се направат обиди зависно од резултатите во првиот круг, ќе се види дали некој и нема да повика или барем да инспирира бојкотирање на вториот круг како едно од можните политички решенија за развивање на нова криза, бидејќи со неизбор на председател на Република Северна Македонија, потоа по уставот за 40 дена ќе мора да се спроведат нови избори. Јас мислам дека ова доволен вовед за она што ќе следува целата вечер. Ние за 10-15 минути се вклучиме во централниот дневник на 1 ТВ, а потоа во 20:30 часот, како што ви навестив, ќе почнеме со директниот пренос на гала концертот и прославата на едногодишнината од постоењето на 1 ТВ. Таму ќе не чекаат наши колеги со кои што ќе поразговараме и во дневникот, а и потоа ќе имате прилика да ги видите и сите наши гости кои што ќе бидат присутни таму, со кои што така ќе имаме одредени разговори. Останете со 1 ТВ, ова е како што велат вистинската фреквенција. Се надевам дека ќе успееме и вечерва да го задржиме вашето внимание. Јас сум Сашо Ордановски, ова е понеделник 1 април, 1 ТВ отворено студио.